Повеќето општини во земјава оваа година не предвиделе доволно пари со своите буџети за образовните асистенти за децата со попреченост, за нивна инклузија во основните и средните училишта од оваа учебна година. Министерството за образование се уште нема податоци колку деца со попреченост треба да се вклучат во образовниот процес, бидејќи општините се уште ги доставуваат извештаите. Бројот на образовни асистенти кои оваа година ќе им помагаат на децата со попреченост е зголемена, но нивниот ангажман главно е финансиран преку проектот на UNDP. Со новиот закон за основно образование, кој беше донесен летово, инклузијата на децата со попреченост во редовни училишта почнува од оваа учебна година. Пред донесувањето на законот, народниот правобранител реагираше дека образованието не е подготвено за инклузија и дека тоа ќе биде правилно регуларно, но дека во пракса тешко ќе се одвива. Еден пример е самозабране од страна на Хелсиншки комитет кој регистрираше случај од родител на кој дете заради отстапување на психичкиот развој е ставено во категорија на деца со аутистичен спектар на нарушувања. Детето оваа година ќе започне да посетува редовна настава во основно училиште во Скопје. Имено во постапката на запишување на детето во училиште, родителите биле повикани на разговор со педагогот и дефектологот со цел да се направи тестирање на детето. На родителите им бил даден формулар за прием во прво одделение, во кој е наведено дека детето има потреба од придружба за следење на наставата. Дополнително им било објаснето дека општината ќе го обезбеди придружникот на нивното дете. 2 недели пред почетокот на учебната година, училиштето ги информирало родителите дека општината донела одлука за обезбедување на еден придружник за дете кој имало посериозни потешкотии и ги советувале нив и останатите родители на деца со попречености да ангажираат придружници за своите деца со сопствени средства. За подршка на учење на учениците со попреченост согласно член 19 од нашиот закон за основно образование, основното училиште обезбедува образовен асистент, личен асистент, соодветна стручна подршка од Центарот за подршка на учење, инклузивен тим и асистент на технологија со препорака на стручно тело за проценка и во согласно со индивидуалниот образовен процес или модифицирана програма. Имајќи го ова во предвид, комитетот се обратил до општината со барање за информации на начинот на кој се обезбедува подршка во учењето на учениците со попреченост, дали бројот на ангажирани образовни и лични асистенти е соодветен на бројот на ученици со попреченост кои следат настава во училиштата и дали со постоечки кадри се остварува целта на инклузивното образование, односно максимално развивање на потенцијалите и обезбедување еднакви образовни можности за сите деца.